Многумина велат дека коронавирусот е тука за да остане, но дали топлото време ќе го спречи неговото ширење? Научниците велат дека немаат доказ дека COVID-19 е сезонски вирус. Надеж сепак има. За тоа што вели светската наука, Гоце Атанасов. Дейвид Релман, експерт за заразни болести од Универзитетот Стенфорд во Калифорнија, вели дека научниците не можат да бидат сигурни дали коронавирусот е сезонски, бидејќи не поминало доволно долго време за да бидат собрани релевантни докази. In the case of new influenza viruses, pandemic influenza viruses, they didn't really show much seasonality in their first years of living with humans. It took quite some time for them to become seasonal. Според Релман, кој предава микробиологија и имунологија на Стенфорд, топлото време може да има известно влијание во ширењето на вирусите, но тоа не значи дека ќе може да го уништи. These viruses and this one are not so mindful of time of year. They care much more about whether there are susceptible humans close enough together for it to jump from one to the next, to the next, to the next. And while it may be that outdoor temperature has some impediment on, or impeding effect on the ability of the virus to jump from one person to another, I think if you get enough susceptible people close enough, it really won't matter whether it's hot outside or cold outside. You're still going to get transmission, that exceeds our ability to control it. Релман вели дека треба да се направат повеќе истражувања за тоа дали и како климата игра или не игра улога во ширењето на овој специфичен коронавирус. Некои експерти се надеваат дека топлото време и наредните летни месеци во северната хемисфера ќе бидат природни тампони против коронавирусот. Но Релман оценува дека ширењето на вирусот во Нью Орлеанс сугерира поинаку. Look at New Orleans. New Orleans has a terrible, explosive outbreak right now, and New Orleans is one of the warmest places in the United States right now as well. So just being warm and humid is not sufficient to, prevent rampant or widespread transmission. Светската здравствена организација соопшти дека нема докази оти температурата ќе игра улога во пандемијата на коронавирусот, но станува збор за патека која вреди да се истражува. Американскиот претседател Доналд Трамп неколку пати повторува дека коронавирусот може да го снема кога времето ќе биде потопло. Should we make policy based on the assumption that this is true? In my humble opinion, no. Епидемијата од 2002 и 2003 година на тежок акутен респираторен синдром, познат како SARS, попушти во текот на летните месеци. Иако не е јасно дали тоа било поврзано со временските услови или се совпаднало со построгите интервенции во јавното здравство. Слично и во земјава, според информациите со кои располага стручната јавност, топлото време не му погодува на коронавирусот, но дали неговото ширење ќе биде во прифатливи рамки. Марија Тумановска. Покрај пријатното чувство кое сончевото и топло време го предизвикува кај мнозинството граѓани, овој период од годината го поткрева и оптимизмот дека коронавирусот ќе ослабне и ќе се намали неговата заразност во лето. Вирусот е нов, а токму недостигот од информации и искуства за тоа како се однесува во различни временски услови, дополнително ја збунува пошироката јавност. Директорот на Центарот за јавно здравје Арбен Зибери вели дека нема научни докази оти вирусот ќе го снема летово, но неговите очекувања се позитивни. Мислам дека летно време се очекува реално вируленцијата на вирусот да опаѓа. Многу стручни лица или стручњаци кои што се најповикани во областа на вирусологијата и имунологијата, нивните претпоставки дека не влијае температурата на вирусот колку УВ зрачењето. И според неофицијални, пак ќе кажам, податоци, се мисли дека ако е УВ зрачењето повеќе од 3, дека се губи вируленцијата на вирусот. Сепак доктор Зибери предупредува дека граѓаните треба да бидат предпазливи и да продолжат да ги почитуваат мерките на здравствените власти. Дека вирусот е непредвидлив покажува и фактот што во земјата постојано варира бројот на заболени од COVID-19.
Според информациите со кои располага стручната јавност, топлото време може да го забави ширењето на коронавирусот во северната хемисфера, а потенцијално да го зголеми на јужната хемисфера, каде сега настапува зимата. Сепак, научниците предупредуваат дека многу малку веројатно е дека само факторот време ќе го спречи ширењето на овој вирус, односно дека граѓаните и понатаму треба да продолжат да ги почитуваат мерките и препораките на надлежните институции. И министерот за здравство Венко Филипче смета дека топлото време не му одговара на коронавирусот, односно вирусот не обстанува долго на топло, но сепак предупредува дека тоа не значи оти не можеме да се заразиме и во лето. Сметам дека ако нема таква работа и трендот се задржи и во следните денови, сигурно во овој период од месец, два, летните месеци ќе бидеме во една ситуација во која што доколку граѓаните коректно се придржуваат до мерките, до носење на заштитни маски, како една од најбитните работи во спречувањето на трансмисијата на болеста, односно вирусот, епидемијата ќе ја држиме под контрола. Комисијата за здравство веќе ги подготвува протоколите кои ќе треба да ги почитуваат сите компании и институции откако ќе се намалат рестриктивните мерки, а истовремено се подготвува и за нов пик на вирусот на есен. Заклучок на домашната јавност е дека запирањето на ширењето на оваа пандемија ќе зависи пред се од мерките кои ги презема земјата, но и од тоа дали тие ефикасно се спроведуваат, но и од тоа каква е инфраструктурата на здравствениот систем кој го има државата. Тоа беше се во ова издание на темата на неделата. Следете не на slobodnaevropa.mk и на нашите социјални мрежи. Довидување.